турти некој од Робово може е бил, кажува ама загинали му конјето, оштел на Пешчево, на учубато, рекол така, два коне има, не има ни. Може, тере си ти наш турците, не мога да има. Тия коње не мало му и двади. Дошли си. Попушти и рано. Од сутра станува од тука рано, па в Пешчево. Ефенди, дојдоа ми конјето. Ама не сажни. Нешто се многу тешко носили. Вика, тере, море, питај. Па некој од така ти каже некој нешто. Питал там ми селото, некој дружина. Супе, бре, уле. Конјето краза пушти до носот. Од кај Бугарија, вика, пушти до носот, па кразат конјето. Ајде. Он стане од тука, па на Пешчево. Вика, Ефенди, јас научих нешто. И што си научил? Вика, пушти до носот. Од Бугарија, вика, коње кразата до носот пушти туа. Да некаде искладираа, вика. Вика, па така, кој ти е кажал? Па да го питаш. И ти ми кажеш. Ошел попитал го па тоа. Ошел па на Пешчево. И да збираа човеците од селото. Пушти да тераат турците. Што тя да зберат, то души. Аптове. Се за пушти. Тепе денеска, тепе утре. И така си. Баш пред Божич. Снег. А тука таму ка збираа, вече там по тоа. Беше Чучков даскал там. Во Пешчево. Рекоа ќе да отпади неро турците, пуштија тераа. И наредија по каштите, баници, кокошци, погачи, масло, се да тера. Веќе наредија сека, местиме сека, чин ќе дот. По едно време ја аптовето од Пешчево. А туку така сиромасини били сурени. Ја ефрен на коне го качили врез пуштите. За појаво сонце јасно, сонце светно. Диде капата. А они турците така туи. Остара апсолутно попа. Школите. Он беше главен учител Чучков, Пешчево. Имаме тука и големи. Бега нашинци, кои ба поголеми од ти панат ти, ти бијат, ти те па бега. Имаме Даскал Ташко го викаа тука. И него имаше други чорбаджи тука поани, бегааш од тоа. Дојдоа турците, разбортеа за пред ношта. Кој панат, кара и бијат за пушти. Адарон та па така. Докараа и тие Ташкоте, така го врзали рацете. И вика, има една баба имаше. Вика, бабо, тие гласот да ми чуеш, оди кажуве тие стопанци. Ти измрме. Ги кажеш од градишчето. Не крият нека си валат очите, нас да не пушчат. Беше она кажала жената на никој. Вика да пуштите населението, пуштите, ќе ви кажеме дека са. Го отпуштиени. Па кои имаа дома, па жените тука на рамото. На рамото. Однесо там на школите. Запалија турците една зграда там кон црквата, а туку сиромаши апсолутно испуштаени. Вровисите искаа да дое Бугарија тука. А па централистите го наеме па самостојателна Македонија да биде. Никој да не се не брка. Ниту србин, ниту бугарин, ниту грк. И грчиците да одија тука, ударааме се и с них на некој пат. И грчи, и српски,
тогава за излъждя Герасим имаше един дойде тука, та оди неколко години он на воевода, ама Чернопелов па замина па окръжен воевода на неколко околии. Он беше по-голем. Чернопелов. А на мене направия тия вървищите, баща ми заклаа, стока имаме, дигна, разсипа се. Оти сам аз остава такова с делча. И така се останавиш. Низ борби, низ страдanja i robuvanja го дотраја својот заеднички век дедо Ефтим и баба Вања. Ја дотраја таа своја долга намачена животна патека, за да стасаат пак заедно до незиниот крај и тука да станат уште поблиски, уште посвои, да станат едно неделиво цело што е врзано со највиталните, со вистинските нитки на животот. А Владимирово е просторот и времето во чии рамки овие двајца учесници на востаничките години се најдоа и се потврдија себе си како луѓе и како патриоти.